21 жртва досега во катастрофалните поплави во скопските општини Газибаба и Арачиново, соопшти од МВР. Од нив идентификувани се 20, останува непознат идентитетот на една жртва. Најголем број од жртвите се од скопската населба Ченто 10, 2 лица се од Крива Паланка, едно лице од Куманово и по едно од Тетово, Стајковци, Смилковци и Црешево. 2-годишниот Енес Мустафа од Ченто е најмладиот загинат, а покрај него во поплавите загинал и неговиот дедо, 67-годишниот Бајрам Мустафа. Највозрастните жртви се на возраст од 83 години. Станува збор за жител и жителка на Ченто. Меѓу загинатите има и неколкумина на возраст од околу 30 години, а другите се повозрасни. Освен загинатите, во скопските клиники се хоспитализирани десетици повредени лица. Поголемиот дел од нив се наоѓаат во градската болница во Скопје и се надвор од животна опасност. Професор доктор Виктор Камиловски од болницата за хируршки болести Свети Наум Охридски вели дека повредените во градската болница се во добра здравствена состојба. Како резултат на поплавите кои што го зафатија Скопскиот регион, на нашето дежурство до сега се примени на нашата клиника 25 пациенти, од кои најмногу се работи за скршеници на коските на долните екстремитети. Во попладневниве часови примени се дополнително уште 4 пациенти. За оние пациенти можеби уште еднаш сакам да повторам кои што навистина голем број беше, кој што им е нотирано во медицинската документација, каде што е нотирано аналгетика, антибиотска терапија, во секој случај да примат соодветен серум антитетаникум, бидејќи сепак се работи за води кои што се примарно контаминирани. Освен загинати и повредени, според информациите на МВР, како исчезнати се водат 6 лица, чија судбина засега не е позната.